Добар е, криптоентузијасти, денеска имаме видео за Arkham. Потенцијално малку квалитетот ќе биде намален, но верувам дека поентата е нормално да добиете потребни информации за коинот, токенот, така да нели, во оваа ситуација ќе ми простите едно видео, нели. Како и да е, значи со мало одложување, конечно успеавме да го обработиме и самиот коин, материјалот беше спремен доста долго време, но конечно успеавме да го снимиме. Како што знаете и сами, значи ова е истражување на алткоин, каде што целото истражување го правиме со покривање на овие 6 групи на прашања, кои што ги гледате овде во десниот агол. И нормално секој од овие истражувања е дел од нашата плейлиста за истражување на алткоини, односно токени, на YouTube каналот и на сите останати канали кои што моментално ги имаме нели, на интернет практично. Дополнително, значи идејата е да обработиме се што треба да знаете за одреден коин, односно токен, во однос на техничка, фундаментална анализа, токеномија и така натаму на македонски јазик со цел да направиме датотека за сите овие поголеми проекти, нормално почнувајќи од најголемите по маркетка па надолу, затоа и оние веќе се ближиме негде околу 100 проекти обработени, така да нели, како што веќе кажавме, тоа е идејата да направиме целосно истражување на овие проекти. Сега, како што веќе кажавме, значи почнуваме од како и секогаш првото прашање, тоа е неговата апликација и практична примена, односно дали има други проекти кои му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што можат да му бидат конкуренција. Сега, прва работа која што сакам да знаете за Arkham како проект е фактот дека истиот е со ICO, каде што самиот како проект со неговиот ICO, односно Initial Coin Offering, е уште од, погледнете и сами, средината на 2023 година. Каде што истиот прво се наоѓал на Launchpad, погледнете, значи април е првата, па потоа јули, па уште една во јули, тоа е нели Launchpadот на Binance, и ова се стандардни ICOs кои што може да ги погледнете овдека, со тоа што имаме доста големи имиња. Сега ако сакаме да ги погледнеме сите, можеме да ги погледнеме овдека со нивната големина нормално, меѓу кои можеме да видиме дека Binance Labs заедно со Coinbase се буквално едни од најголемите кои што финансираат во овој проект, а потоа нормално гледаме и останати големи имиња како Digital Currency Group, знаете и сами. Тоа е практично дел од Grayscale. Дополнително овдека е Sam Altman и Tim Draper, тоа се големи инвеститори во така речено овој сектор. Сега, следно што треба да кажеме за овој коин, кога станува збор за неговата апликација, е дека истиот представува централизирана менувачница. Исто како Binance, исто како Coinbase, исто како Kraken и така натаму, значи истиот во основа представува токму тоа, централизирана менувачница. Разликата е во тоа што, значи, освен централизираните менувачници, истиот во себе има и посебен тип на Artificial Intelligence Engine, односно тоа е ова е, да речем, пример како изгледа истражување на вештачка интелигенција на одредени, да речем, ентитети, а ова е нивната основна страна, односно intel.arkham.com, каде што практично може да истражувате се, од поединци до проекти, се што ви интересира. Идејата е преку посебен тип на AI модел кој што го поседува Arkham како менувачница, да имате директен пристап до сите информации кои што ви се потребни за следење на пазарот. Значи, покрај фактот дека истите се централизирана менувачница со деривативи, односно може да тргувате опции и options и futures на нив, кога станува збор за крипто, истите има и ова Arkham Intel страна, која што е уникатниот дел кој што моментално го имаме кај, да речем, ова менувачница. Со тоа што како моментално изгледа, да речеме дека сакаме да истражиме некој ентитет, например Grayscale, значи само треба да запишеме неговото име и само секунда, Grayscale. Значи Grayscale практично ние можеме да истражиме се околу неговото портфолио, како што може да видите доста детално, значи во однос тоа како расте во големина, што се сочинува истото. Дополнително може да погледнете што има во истото, во која големина, со тоа што повторно нели holdings by chain, портфолио, може да како сакате да ги подредувате, значи буквално според нивната големина, така да ова е доста добро, со тоа што можете постојано да ги гледате сите најбитни информации во живо. Тоа е поентата на овој инструмент, каде што буквално може inflows и outflows да гледате директно, се разбираме, трансфери, свапови, се може да гледате, значи во време додека истото се случува постојано, така. Сега, една битна работа која што исто така ја има е буквално може да си направите собствено портфолио на, да речем, ентитети кои што ги следите. Значи само правите trace entity на оваа опција и буквално го додавате на вашата листа на ентитети кои што моментално ги следите и со тоа практично вие во било кое време можете нормално да ги прегледувате овие ентитети кои што ги следите
Еве како тоа изгледа, значи јас овде имам одбрано неколку, со тоа што не мора да бидат компании, се разбираме. Може да биде и конкретно All Traces, значи јас на пример овде имам неколку до сега најдено, меѓу кои еден е World Liberty, тоа е нормално портфолиото на Трамп, каде што нели овде го имам како ентитет за следење, за да не морам да го барам постојано, или пак овде го имам исто така и Бутерин. Значи ова нормално вие ќе можете да си го надградите подобро, но како идејата е дека овде може да направите свое лично Бутерин на пример, свое лично портфолио во кое што ќе ги ставите сите оние ентитети кои што сакате да ги следите и на тој начин нормално ќе имате многу подобар преглед во однос на тоа што се случува во нивните портфолии. Значи тоа е најбитниот дел, нешто што реално многу тешко се наоѓа во денешно време, потребно ви е многу време да изгубите за да можете да ги најдете овие податоци. Погледнете, значи активно можеме да видиме што поседува моментално според неговата големина, како што може да видите и сами подредено овде, потоа можеме да видиме inflows, outflows, значи deposits, withdrawals, буквално се што ви интересира може да најдете овдека и на некој начин јавно да го следите сето тоа кога ви е потребно да речем за одредена ситуација. Пак ќе кажам, дали е компанија, дали е investment фонд, се што ви интересира, се што е поврзано со крипто, може да го најдете овдека. Како што кажавме, они ова го следат преку своите AI модели и постојано имаат целосни информации за сите приливи и одливи од сите овие портфолија. Така да ова е крајно позитивно, а ќе видиме понатаму истите нормално ова го на некој начин надградуваат со постојани вести од овие проекти кога имаме некои големи промени. Така, значи имаше два примери, ќе ги покажеме во вестите кога ќе стигнеме за овој проект. Сега, една интересна работа која што има Arkham е овој API. Тоа е практично посебен дел од софтверот, кој што е programmable интерфейс кој што може да го додадете на било што. Што значи дека самиот Arkham ви нуди овој addition на вашиот софтвер да го додадете со цел да можете да ги користите информациите кои што доаѓаат од овој така речено вештачка интелигенција модел кој што го има и директно да ги пременувате на вашата страна, менувачница, DEX и така натаму. Така да ова е доста позитивно, на тој начин се на некој начин надградуваат со што може да го користите ова како услуга на нели вашите ентитети. Сега, што можеме да видиме? Значи, дали има други проекти, за тоа ќе поразговараме сега моментално, дали има апликации кои што реално свет може да го заменат? Не. Зошто? Затоа што станува збор првенствено класична централизирана менувачица. Кога станува збор за тракинг, јас до сега не сум нашол, иако постоја, да речеме, Chainalysis или останати тоа се посебен тип на агенции кои што работи име токму тоа. Тракинг на блокчейн. Сега во оваа ситуација они тоа не го прават јавно и не го прават за јавни цели, туку најчесто го прават кога имаме потреба од криминални истраги, кога има потреба од таков тип на да речеме информации, и затоа нормално како што кажеме ова не е јавно. Додека за разлика од тоа Arkham, како што може да видите сами, е алатка која што секој од нас може да ја користи. Сега, друга работа која што можеме да забележиме е дека истиот кога станува збор за токеномија нема свој блокчейн. Тоа е едно од прашањата кои што ги одговараме. Тип на блокчейн истиот представува ERC20 токен. Сега за сега самиот Arkham токен представува така речено како што ви ти кажав токен на Ethereum блокчейн. Што значи дека нема свој блокчейн. Тоа е еден голем дел така речено што го крати видеото, каде што не мораме да објаснуваме за неговиот консензус и така натаму. Така да во оваа ситуација тоа е битна работа која што треба да забележиме дека истиот нема свој блокчейн. И сега се вратиме уште еднаш да објасниме околу неговата конкуренција. Значи рековме апликација од реалниот свет, јас лично не знам, додека кога станува збор за проекти кои што му се конкуренција, нормално овдека прво разговараме за централизирани менувачници, а знаете дека ги има доста, почнувајќи од Binance, нормално овдека ги има еден куп со нивните токени, каде што исто така се наоѓа и самиот Arkham. Така. Додека кога станува збор за AI, затоа што истиот представува вештачка интелигенција проект кој што има нели свој модел кој што го истражува пазарот, гледаме дека е помала конкуренцијата, но повторно неговиот маркет кап е доста мал и е само 231 милион. Ако не се лажам, Arkham неговата вештачка интелигенција е базирана на агенти, иако не сум тевално сигурен затоа што не е доволно објаснето како тоа го прават, само објаснето како тоа може да го користи јавност. Како и да е, сега за сега се покажува како доста ефикасна алатка. И можеме да видиме, значи во вештачка интелигенција има доста конкуренција, но повторно, кога станува збор за ваков тип на услуга, ниту една од овие што ги гледате овдека, да речеме апликации или проекти, не ви го дава тоа што го дава Arkham. Ви дава буквално како блокчейн експлорер за се, вклучувајќи блокчейни, вклучувајќи проекти, вклучувајќи DAOs, личности кои што се инвеститори, компании кои што инвестираат и така натаму.
така да е клучно голема разликата помеѓу тоа што он го нуди и останатите вештачка интелигенција проекти. Дополнително по маркет кап кога станува збор за аналитички коини, истиот е на апсолутниот врв затоа што одека скоро и да немаме такви проекти. The Graph исто така е аналитички коин, но не во овој тип. Затоа имаме соодветно видео, може да го погледнете на плейлистата каде што имаме посебно видео за The Graph, исто така вештачка интелигенција, но пак ќе кажам уникатно е тоа што го прави Аркам од аспект на така речено секојдневните луѓе да им дозволи да имаат пристап до овие информации постојано, без да мораат да ги бараат, нели, затоа што многу е тешко да се најдат овие информации сега за сега. Сега, една битна работа која што успеав да најдем, кога станува збор за вести за овој проект, е фактот дека истите им е дозволено да отворат своја менувачица во Кина. Тоа е голем пресврт, затоа што знаете сами дека во Кина моментално не е дозволено, криптото е се уште банирано како да речем и финансиска категорија и технологија, иако нели овој бан е неофицијален, иако е официјално подпишан, неофицијално луѓето се уште поседуваат нормално коини. Еве, според нивната објава, значи можеме да видиме уште во март 2025 година, официјално Аркам има своја менувачница во Кина. Тоа би било огромно, затоа што ова ќе биде потенцијално и прва легална менувачница која што работи во Кина. Каде е разликата? Ако пишуваше Хонг Конг, знаеме дека постојат неколку, затоа што Хонг Конг како да речам самостојна административна зона на Кина има своји ентитети кои што го владеат и дозволено е крипто, за разлика од тоа во Mainland China, како што они го нарекуваат, или во да речем главниот дел на Кина, крипто се уште е банирано. Така да ако ова е вистина, ја очекувам дека овој проект многу ќе порасне, затоа што пак ќе кажам, вие практично немате конкуренција на 1,5 милиарди луѓе. Тоа е практично една шестина од вкупната популација во светот. Други интересни работи кои што веќе спомнавме е дека истите имаат деривативи, односно истите работат со деривативите кои што се овозможени моментално на чикашката берза како futures и options на крипто. Нормално овдека станува збор за биткоин и за етериум, за другите се уште немаме. Иако ги има, тоа е нешто мало и дали има уште еден или два проекти, како не се лажам кој беше, XRP имаше свој фьючерс, другите се уште немаат одобрено ништо, така да пак ќе кажам че ова е добро затоа што ви дава дополнителни опции за сите оние кои што се ритейл трговци да може да тргуваат со деривативи. Дополнително истите дури имаат и своја така речена програма за поени, која што моментално е токму тоа, да им даде на некој начин нели повеќе и повеќе привилегии со тоа што тргува на оваа менувачница. Да не забораваме дека Аркам токенот е буквално фи токен на самата менувачница. Тоа му е едно од главните нормално да речем за тоа и постои истиот, така речено. Сега еве тоа што го зборувавме ние. Значи многу е подобро кога на наша страна имаме ваков тип на аналитички ентитет кој што гледате како. Значи во моментот кога се случува нешто од типот на продажба и да речем на еден проект, како што во оваа ситуација тоа е World Liberty, нема криење, се разбираме. За разлика од традиционалните финансии, овие ајкули кои што моментално влегуваат во оваа сфера, треба да разберат дека нема бегање. Значи овдека не можеш ти, ама не, тоа не е вистина. Не е вистина или не, многу лесно може да се провери. Значи овдека како што кажавме за World Liberty FI, значи гледаме кога е веста, ова е да речеме од 11 април, одиме практично на outflows и се враќаме назад до 11 април, тоа е пред некои 14 дена и можеме да видиме дека имало outflows. Еве, погледнете. Значи нема криење, нема, ама знаете не е така е. Значи еве ги, погледнете. Иако станува збор за мали количини, сакам да кажам сега во оваа ситуација само ја покажувам тоа како момент. Поентата е дека можеме да најдеме многу едноставно било каков тип на информации кои што ни интересира, највеќе поради оваа причина, каде што да речем на други платформи тоа не ни е возможно, така да за да провериме одредена вест, многу лесно можеме тоа да го направиме преку Аркам. Тоа е една од позитивните работи кои што ние како тим планираме да го искористиме во иднина. Истата ситуација и со Мантра, каде што нели буквално Аркам е првиот кој што испаѓа и кажува ова е најдено, ова се случува нели во времето на падот на Мантра, каде што не гледате сега тимот самиот по себе кажува не сме ние криви, тоа не е направено од наша страна, но еве Мантра DAO кога одиме на outflows, значи цената падна како што можеме да видиме негде крајот на како ќе дое почетокот на април, така. Значи почетокот на април можеме да видиме дека во outflows имало не огромни, но имало количини 717.000 OM токени кои што биле така речено повлечени надвор од DAO, 973, тоест ова е
Да, токени, 923.000 токени, така да пак ќе напоменам. Значи, во оваа ситуација нема криење, се разбираме. Еве прост пример. Од сега ова да речеме ако го поместиме малку поназад, пример овдека да го ставиме на само секунда. На 0.1 тоест 0.3 слеш 1/2025, можеме многу лесно да видиме каква била ситуацијата и дали имало одлив. И овдека можеме да видиме дека да, имало одлив од 1,92 милиарди долари, тоа што дека можеме да видиме и во колку голема количина е одливот. Сега јас уште не сум го расчачкал, но во однос на портфолиото на Mantra DAO можеме да видиме дека нивниот DAO, децентрализираната автономна организација, односно самиот трежери, голема количина на токени извадил, се разбираме. Сега пак на некој начин сето ова, како што веќе кажав, мораме да го провериме темелно. Идејата е дека пак овдека ги имаме како потатоци, треба да видиме нели како сето тоа потенцијално можеме да го искористиме најдобро. Само сакам да ви покажам дека е алатка која што ќе биде веројатно незаменлива. Дополнително гледаме дека истите како ентитет помагаат кога имаме негативни случувања во да речем сферата. Не заборавајте дека е доста нов овој ентитет, значи допрва ќе почне да биде активен, каде што ако се сеќавате кога имавме хак на Bybit, каде што беа хакирани 1,4 милиарди долари вреден Ethereum, значи истите помагаа во откривање, затоа што знаете и сами аналитичка компанија една од оние кои што највеќе може да помогнат, со тоа што дури и на оние кои што работат на самата Arkham им беше понуден баунти од 50.000 Arkham, во тоа време 31.000 долари, со цел да помогнат во наоѓањето и буквално Arkham значи Arkham е уствари апликацијата, односно тракинг, да речем, блокчейнот, кој што успеал да утврди преку еден од неговите представници дека ваквиот хак е поврзан со Лазарос групацијата од Северна Кореја. Така да е крајно позитивно, шенешке да поменам, значи на овој начин гледаме дека ова е алатка која што верувам дека добро ќе ни дојде во иднина да можеме да ја користиме. Сега следна работа која што треба на брзинка да ја направиме е техничка анализа, да видиме каде се наоѓа овој коин. Не заборавајте дека истиот за жал како и останатите е во така речено bear тренд. Значи гледаме дека од неговиот почеток, затоа што реално има, пак ќе кажам малку напорен почеток, гледаме дека во оваа година иако имаше памп како и сите останати коини, истиот се враќа надолу во bear тренд поради Black Swan настаните кои што ги видовме, но што можеме да видиме? Утврдување на локално дно, гледаме енормно ниски вредности на RSI и сток RSI, кој што сток RSI се наоѓаше на апсолутна нула во целиот овој период, само што почна да се движи нагоре, додека RSI дојде до препродадено со 30. Од друга страна, што можеме да видиме? Можеме да видиме класично, така речено, формирање на овој канал и bear flag, кој што е целосно исполнет, како што може да видите, но со овој канал практично јас очекувам дека неговото пробивање нагоре потенцијално во средниот период ќе биде заедно со останатиот дел од, да речем, алткоините, така да очекувам позитивно движење, ако ништо друго, барем до bull market support бендот, пред да видиме дали ваквиот ритест ќе биде успешен или конечно ќе успее да пробие нагоре како што очекуваме и со останатите коини. Нормално гледаме дека почетокот, да речем, на ова bull движење е во тек. Така да нема нешто многу да се анализира, не заборавајте дека проектот е доста нов, но пак од друга страна можеме јасно да видиме формација на овој канал, која што гледаме дека долната граница најчесто било и најдобро време за купување, како што во оваа ситуација тоа го правиме и ние. Значи имаме доста инвестирано во Arkham, посебно од страна на портфолиото на самиот канал, кој што е малку посклон кон ризици. Друга работа за која што треба да поразговараме е токеномија, каде што можеме да видиме дека во однос на маркет кап е доста мал, значи 231 милион е еднакво на микропроект, знаете и сами, значи над 1 милиарда од 1 до 5 милиарди ги сметаме за мали проекти, од 5 до 10 за средни и над 10 милиарди ги сметаме за големи проекти, со тоа што под 1 милиарда колку се помали, толку се поризични, но затоа, како што веќе кажав, нашето портфолио на каналот е малку посклоно кон ризик и затоа и си дозволуваме да инвестираме во ваков проект. Дополнително можеме да видиме дека околу 40% од неговата вкупна количина на токени е во циркулација, од финални 1 милиарда 405 милиони се во оптек моментално. Сега во однос на тоа е малку проблематично, што мораме да го спомнеме, неговиот vesting schedule е малку проблематичен, би рекол. Зошто го велам ова? Апсолутно на почетокот на самиот vesting schedule, каде што навистина мала количина е моментално алоцирана на пазарот, а допрва пред нас се погледнете и колоните на инвеститори и core контрибутори. Значи тоа се големи количини, погледнете овдека во овој дел,
големи количини на токени кои што допрва треба да излезат на пазарот, тоа посебно во овој дел. Значи гледаме дека буквално сега почнува распределбата на оние луѓе кои што да речем биле инвеститори во самиот проект, кои што си оние кои што најголем дамп може да направат, додека кор контрибуторите се најчесто луѓе кои што се дел од самиот тим и затоа не верувам дека ќе имаме голем проблем со нив, но повторно имаме еден солиден дел кој што можеме да видиме дека е токму во рацете на инвеститорите, да речем до овој дел кој што го очекуваме да биде и практично бул маркетот потенцијално на алткоините. За разлика од тоа, подолу можеме да видиме дел од тоа е на фондацијата и дел е екосистемот, односно инсентивизирање претпоставувам на самата менувачница, со цел нели повеќе луѓе да ја користат. Значи поголем дел гледаме дека е 37% за тоа да се инсентивизира самата менувачница, додека погледнете 18% на инвеститорите, 20% на core contributors, 17% фондацијата, значи овие 17 и 20 заедно, како што може видите, тоа е практично оние кои што работат на самиот проект, 17 се за надградување на самиот проект, додека овие 20, како што може да видиме со вести schedule, се даваат на луѓето кои што постојано работат на овој проект. Сега, она што малку ме радува е фактот дека овие 18%, ако се вратиме назад, значи тоа се кои што не верувам дека така едноставно ќе бидат нормално потрошени, само секунда, добро, нема скоро не ни смета. Зошто го велам тоа? Затоа што погледнете кои се главните инвеститори. Значи ние имаме ситуација во која што овие инвеститори јас не верувам дека ќе продадат лесно. Значи кога станува збор за Binance, Coinbase, Digital Currency Group, Sam Altman, Tim Draper, тоа се сигурно не се инвеститори кои што туку така би продале. Така да тоа е барем позитивно, не верувам дека ќе имаме голем дамп од нивна страна дефинитивно. Но жално е тоа што пак имаме уште 60% од токените кои што допрва треба да бидат аутсирани. Затоа и реално во оваа ситуација ние имаме момент каде што ова е токен кој што нели е на самиот почеток, прв бул маркет, најчесто ти имаат и доста позитивен бул маркет и затоа и не гледаме некои посебни опасности. Ова сме го видели во претходните бул маркети каде што дури и да имаме урнебесен vesting schedule и големи токени на големи количини на токени на пазарот да бидат така речено внесувани за тоа што се давани нови инвеститори, најчесто не представува проблем кога токенот е нормално нов, затоа што има премногу FOMO околу истиот. Кога станува збор за, како што може да видите и сами, нема информации за колку моментално имаме нели контрибуции на GitHub. За жал, но не заборавајте дека ова е централизирана менувачница со кој што нема свој блокчейн, така да тоа и не е нешто, да речем, страшно, не е нешто големо. Дополнително, кога станува збор за девелопери, е истата ситуација, значи ова е повторно дел од токеномијата. За жал, кога станува збор за Arkham, имаме нула податоци, но повторно не заборавајте, ова е токен кој што нема свој блокчейн, така да овие две се позитивни ако ги имаме, но и не е проблем ако ги немаме. И кога станува збор за децентрализираност, значи овдека зборуваме за неговата распределеност помеѓу најголемите, да речем, 100 новчаници. За жал немаме нешто многу добри вести, зашто го велам тоа. Сега ние рековме дека имаме околу 400 милиони од овие токени пуштени во употреба. Така. Овдека ние можеме да видиме дека овдека во првите 3 новчаници има повеќе од 400 милиони. И затоа овдека е малку збунувачки дали потенцијално овие два новчаника се уште оние токени кои што допрва практично треба да бидат распределени на пазарот. Значи не сум сигурен, не е објаснето. Третиот новчаник е на Binance, значи дека тоа не е проблематично, значи овие 13% сигурно нема да бидат продадени. Binance тоа скоро никогаш не го направил. Еднаш се случило во времето на FTX, знаеме поради која причина, додека за разлика од тоа Binance не продава исто како и другите менувачници, овие токени ги чуваат како ликвидност најчесто. Првите два за жал немаме податоци кои се, но во однос на тоа колку е голема количината, потенцијално би биле самиот тим. Зошто го велам тоа? Ако се сеќавате, најголемиот инвеститор, како што кажа, нели, класа 1 е токму Binance. Што значи дека не би имало логика ова да е, не знам, некој друг инвеститор. Дали е тоа Coinbase или останатите Grayscale, не верувам дека се. И затоа верувам дека ова се новчаници на тимот, ама барем можеле да ги означат за да знаеме дека тоа е тимот, нели фондацијата или така нешто, да не се секираме. За разлика од овие два, надолу гледаме дека децентрализацијата е многу добра, но пак ќе кажам овие два новчаници се, пак ќе кажам, проблем. Но ме теши тоа што велиме дека само 400 милиони токени се пуштени во употреба, што значи дека голема веројатност дека овие се од оние кои што се уште не се, можеби се уште во некој, можеби ова е vesting schedule кој што допрва доаѓа, ме разбирате. Барем тоа се моите очекувања, но во секој случај алокацијата на нашето портфолио е мала, така да дури да има некаков проблем, нормално на тој начин се заштитуваме со диверзификација на портфолиото. Сега генерално, значи кажаме кои се апликациите и практична примена,
Roadmap се уште не сме работеле, проектот е доста нов, за сега тоа се двете основни работи кои што ги има, менувачница и вештачка интелигенција модел за истражување на пазарите. Техничка анализа направивме, како сите кои ни очекуваме дека ќе има позитивен период во следниот дел, барем до крајот на оваа година. Очекуваме нормална altcoin сезона, како и понатаму. Фундаментална анализа ги помиравме сите вести, партнерства, освен овие основни инвеститори кои што ги имаме, тоа е нормално Binance, Coinbase, Grayscale, Team Draper, Altman, значи тоа се на некој начин партнерствата, зашто директно инвестираат во проектот. Нема никаква поврзаност со кривични и судски случаи, на некој начин среќа за нив е тоа што отворија откако си замина пржачот на корумпирчиња во Макдоналдс, нормално Гаргамел, претходниот одговорен на СЕК. За економија објасивме се и нормално децентрализација за жал не е нешто најпозитивна, освен овие први два новчаници, ако во иднина добиеме информации дека истите се потенцијално на тимот, тоа ќе биде позитивно, но генерално тие два новчаници се проблем. Тоа е се надевам дека уживавте и се гледаме во утрешното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.